утро и од мене по утринската. Знаете дека е време за магазин. Денеска е големиот четврток или велики четврток. Одлучивме дека ќе имаме гости без кои што по великденските празници не може да се замисли ниту една прослава. Станува збор за многу млади, но навистина многу ентузијастички расположени луѓе кои што се многу талентирани и навистина сакаат и почитуваат народната и етно музиката, и тие се од она генерација која што можеби се помалку ги има, но веруваат дека ќе има и нивни наследници. Ќе слушнете и за тоа. Се на се денеска ни се двајца од тројцата Зорли Тапани Ќустек, односно Наум Весковски и Владко Ѓурѓиев. Дечки, добро утро и добро ми дојавте. И како сте синхронизирани? А се договаравте еден по еден ќе одговарат? Како да свириме, нели? Да. Добро утро и од нас. Најпрвен да го честитаме овој голем ден, велики четврток, на сите гледачи кои што ја следат вашата телевизија. И морам да напоменам дека особено ни е драго и чест што сме денеска гости во Сител телевизија и да кажам дека секогаш сме добре дојдени и секогаш се чувствуваме преубаво. Така е, знаете ли дека од прилика овој период доаѓате на гости? Значи минатиот јули бев тогаш не сме се виделе скоро една година. Што се случи во меѓувреме, колку пораснавте, колку плюс искуства стекнавте, да не заборавиме само третиот, да го заборавиме не за друго, за да не се љути, па после да ве пушта и на други интервјуа. Мартин Ристовски да го поздравиме, нашиот колега, он ни е ова утро оправдано одсутен. Се надевам дека не гледа, сега дека и он е пред малите екрани. Поздрав до целата публика која не прати ова утро, поздрав до сите оние кои не поддржуваат, кои се цело време со нас, кои ги пратат нашите активности, како на телевизиските емисии, така и на социјалните мрежи. Значи една огромна поддршка која добиваме и да се надоврзам во текот на ова мината година, како што не се видовме, се десија голем број на проекти во кои како група учествувавме, а и секој посебно. Доста се зголеми бројот на активности во однос на прослави, значи повеќе прослави. Тоа се вика ви порасна популарноста? Може да се каже така. Така некако. Може да се каже. Интересно. Се чувствувате позрели за една година, поискусни? Секако. Нели секоја нова свирка, секој нов настап е веројатно плюс и во однос на самодоверба и во однос на понатаму како ќе настапувате? Види како поминува времето, ние сме веќе 7 години заедно и како поминува времето, веќе у секој даден момент знаеме кој од нас што ќе направи, веќе што сме толку, да речем, уиграни, согласени, синхронизирани. И едноставно живееме, дишиме заедно додека свириме, па не само додека свириме, вака и приватно и дома и без разлика кога се збори за музика, за се општо, заедно дишиме, да речам, сите тројца и сме најдобро синхронизирани и затоа можеби тераме и е супер. Веројатно таа енергија се препознава, нели? Луѓето веќе знаат да препознаваат. Што е поважно, енергијата или музицирањето? Тоа ме интересира. Сте размислили некогаш на темава? Секогаш. Знаеш како тоа се две работи кои што ги се обидуваме да ги соединиме кога сме на настап. Меѓутоа мислам дека енергијата е таа што вози напред, бидејќи музицирањето само по себе веќе за нас тројца е, како да кажам, многу блиску до една рутина. Значи ние дали сме на прослава, дали сме на концерт, веќе со спремен репертоар излегуваме на сцена, меѓутоа како те прифаќаат луѓето, како го прифаќаат твојот настап публиката, така ти во себе и ние тројцата како едно добиваме желба да одиме понапред и понапред со нешто баш во тие 3 минути, баш во тие 5 минути додека сме на сцена и секогаш таа енергија ни раѓа некои нови фрагменти, да кажем, некои нови 15 секунди различно свирење, тоа што сме го испланирале, да го вметнеме баш во тој настап, во таа точка таму. И после тоа се развива, после се прават проби, па се развива дали е
добро, дали е доволно направено како што треба, успешно, дали треба да се подобри уште толку. Мислам дека енергијата. Така ова повели. Јас би додал дека енергијата доаѓа при самото наше музицирање, бидејќи да речам во голем дел добиваме и сакаме да добиеме фидбек од публиката. Доколку нема фидбек од публиката, нормално дека енергијата е падната и дека не е тоа, нели, колку и да се трудиш, веројатно. Да, колку и имало такви настапи каде што мислам во глобала ние секогаш се трудиме најдобро од нас да излезем, да извадиме, нели? Се што знаеме да го извадиме на сцена, меѓутоа доколку немате фидбек од публиката, па и не е тоа. Сметам дека имало и такви настапи сигурно. Да, имало. Сметам дека енергијата доаѓа при самото музицирање и најмногу при фидбекот од баш таа размена на енергија и емоции. Баш ова некако наука ми објаснуваше, сега ме асоцира кога актерите обично ќе зборуваат за на сцена. Тоа е едно сценарио, нели, текст, меѓутоа секогаш има една буквално жива материја, секогаш има некои моменти кои што се нови, веројатно малце ви прават и вас поинтересно или се некоја свежина. Тоа не го приметуваме ние како слушатели, нели, ама тоа вие добро се го знаете и го препознавате. Кај нас има доста пати во текот на тие, пак ќе кажам, промени, кога е енергијата на, како да кажам, на супер ниво, се има доста пати случајно да сгрешиме, односно да се направи дали во редоследот на песните или во градењето ритмика или во интонација со зорили, тако Мартин на Владко се случи некоја промена или неочекувана, значи во моментот да живи луѓе сме сите и дали сме на сцена, дали сме на било какво место каде се изведува уметност, значи доаѓа до момент каде што ти тоа е дел од секунда, да кажам, не си точно тука сконцентриран, правиме грешка и таа грешка поминува поуспешно од све претходно што сме испланирали. Значи тоа така некоја енергија, како да кажам, баш. Ама не се нервирате за таа грешка, нели? Не, па тоа проаѓа. Да. А не може да ви избега вас едноставно. Често пати не понесува енергијата. Да. И у тој момент ќе те понесе енергија и не размислуваш, како што кажа наумче, значи се исклучуваш и редоследот на песните, како што е енергијата брза, така и ние брзаме песна за песна или ритам за ритам и често пати тука се дешаваат некои грешки, меѓутоа ние си ги приметуваме тие грешки затоа што не сме навикнати на тоа, да речам, ние сме во принцип луѓе, колеги, да речам, кои што сакаме секогаш се да е совршено. Пред се сте музичари, од тој аспект нели ги гледате работа. И сега кога ќе се деси, кога ќе се случи мала грешка и мислиме дека кој знае вау што е, меѓутоа. А тоа има некој шмек. Да, тоа дава шмек, така. И ние кога ќе сгрешиме, тоа е многу природно и многу нормално, бидејќи на крај денот сите ние сме обични луѓе. Имате едно интересно видео на Инстаграм, споделено периодов. Сакам да го видиме, да го прокоментираме, ама веднаш по видеото ќе одиме со музика во живо. Може. Договорено? Ова ви најавам за да се спремите, знам дека ви треба време. Одиме со на кратко, интересно, забавно видео на дечките од Кјустек. Мамо, 3:30 сме? Да бе, 3:27. Па касни бе. Што свириш бе? Зурли и тапани, дечко. Паркирај тука и искачај. Добри сте, ама да рук внимавајте кај возите. Ај сега сикте. Да, и сега одиме со музика во живо, ова беше во видео, свативте.
Ако не бевте расонети до сега, сигурен сум дека нели го сигурен сум дека сега веќе се расонивте и нас во студиото ни се зајакна енергијата. Убаво е кога има музика. Ме интересира дали дома свирите. Веќе нели ова е работа на некој начин. Вие сте музичари, уживате во тоа, меѓу тоа е работа и сега нели обично кога е работа, дали кога се враќате дома, знаете некако за себе да свирите или сакате да одмарате кога сте дома? Секогаш свириме за себе. Пред се за себе, па после за другите. Сите вежбаме дома, меѓутоа дека се гласни инструменти. Да, сега тебе да башам ти посебно со зурлите како вежбаш дома. Гледаме и користиме прилика кога нели ретко да е дома некој, затоа што реално Значи ти се враќаш во 12, да? Не се издржува. Во соба затворен, сите врати од другите соби затворени. А тебе ти е гласно, тоа ме интересира? Навикнат. Или веќе се навикнат на таа фреквенција? И сите други кога кажуваат дека е гласно, јас викам не е гласно тамане. Ова ли е гласно? Да, ова ли е гласно. Ама мора да се има рутина на вежбање, на свирење пред се. Секојаш има нови работи, музиката нема граници, нема крај, секојаш има нови нешта да се изучат, да се научат. И тоа е едноставно рутина на вежбање и се тоа. Така. Мора да се одржува свирењето и да се вежба. Интересно е што етно инструментите реално буквално нели од период кога биле популарни, зборуваме на времето, нели, после тоа изумираат на некој начин, е срамота да ги слушаш, да ги имаш на свадби и така натаму. Исто како за етно пеењето, ако се сеќавате кога Синтезис да кажува дека им се смееле дека пееле како баби и така натаму. И сега некако се враќа тој тренд на етно звуци, се враќаат зурлите, тапаните и тоа баш се враќа во момент на специјално изненадување на свадба. Колку сте среќни што ова се случува и ме интересира кога одлучивте да свирите на инструментите, како беше тој период? Мислам дека не беа нешто многу популарни, нели? Вие сте едни од оние кои што па ја градеа таа популарност од ова. Ние кога почнувавме со традиционалните инструменти, во право си тој период беше малку по, да кажам, не толку популарно да свириш на зурла и на тапан на свадби, меѓутоа во играорните, во културно-уметничките друштва, каде што одевме сите, секој од нас, тоа е период кога ние не се ни познававме меѓу себе. Доминираше тапанот, доминираше кавалот, зурла, гајда. Ама се следуваше само на таму, нели? Таму гледавме, јас барем таква една представа, значи таму гледавме, таму се заљубувавме во инструментите. Пасијата према тапанот јас ја добив на како да кажам 11-12 години кога сум бил член во третата група во игрорната секција во која сум одел, односно во културно-уметничкото друштво Подоцна. Како игрорец. Како игрорец. Мете почетните се како игрорец. Подоцна почнав да свирам на тапан. И кога бевме во средното училиште, немавме уште доволна, како да кажам, слика за тоа што се случува на свадбите, бидејќи ние во средното учевме како да се однесуваме на сцена, повеќе оној дел поврзан со сцената, значи од каде потекнуваат нашите инструменти, во какви све прилики се употребувале, како изгледале соборите во минатото, како изгледаат традиционалните ореи. Знаеш, кога почнавме, ние реално почнавме со свадбите после трета година средно, четврта година средно. До тогаш бевме на концерти и на настапи. И од тогаш до сега е променето стилот на концептот на свадбите како се движи. Јас мислам дека во пред 10 на години доста популарни беа трубачи. Значи блех оркестрите. До сега тоа е и самиот себе како што гледаме се има променета, значи се бара традиционални инструменти, се бара кавал, се бара зурла, тапани. Јас сум искрено за тоа пресреќен, бидејќи се враќа на нашата традиција, нашата музика. Ме воодушевува тој факт.
И уште посрекни сме што оваа лоза која што ние ја негуваме има кој да продолжи. А тоа се, нели, нормално помладите од нас и гледам дека има убава, добра заинтересираност за овие инструменти, конкретно за зурлата. Генерално македонскиот фолклор има потреба од тапан и од зурла. Тапанџи, зурладжи да се изразам. Така да во последно време има млади дечиња, деца кои што сакаат да ги изучуваат овие инструменти и посебно мене и се надам и верувам дека на сите колеги во нашата бранша им е посебно драго затоа што нели секогаш еден од друг имаме потреба. Никогаш не е малку зурладжи, мислам многу зурладжи или многу тапанџи, секогаш е доволно или е малку затоа што имаме потреба еден од друг. И сега, како што напомена Наумче, тој период кога почнувавме ние, сметам дека тој период почна веќе зурлат и тапанот да се воздига нагоре. И моje мислење е дека групите како нас имаат особено даден придонес околу тоа подигање на свеста кај луѓето, да речам, или подигање на зурлите и тапаните на повисоко ниво, да, каде што треба и каде што реално доликува, затоа што фолклор не е фолклор без зурла и тапан. Апсолутно. Она што рече нам трубачи, нели, тоа е она приказ на старт кога уствари да не вика и сега некои трубачи. Си останува. Многу такви ситуации. Си останува тоа. Ало, здраво, трубачи. Што одговараш на тоа, ме интересира? Трубачи ние не сме, ние сме зурли и тапани. Ама да, зурли и тапани. Знаеш, луѓе можеби не го знаат терминот на изразување и велат најчесто трубачи, нели кога им спомнувам се што се дува за него веројатно трубач по дефолт. Зурли тапани, да, тоа ми треба. Зурли тапани. Така доаѓаме до значи не сте на погрешниот телефон. Точно е. Точно е. Добро е се додека звонат. Да. Кога нема да звонат, тогаш ложат. Имате ли потреба од кол центар? Каков е интересот од сега? Нешто мислам дека сега од кога на Диме му кажавме дека свириме зурли и тапани, од тогаш ќе почнат више стварно да не викаат зурли и тапани. Сезоната на свадби започнува по Великден, нели, официјално и по постите и така натаму. Како сте со ангажмани, дали веќе е договорено, како функционира, успеете ли да се координирате со сите активности? Сосема е окей, да кажам, организацијата. Кога на време ни се јавени, се закажани датумите, немаме никаков проблем. Презадоволни сме од поборувачката за ова лето. Можам да кажам дека до крајот на месец септември до сега имаме блокирано, па и октомври имаме закажани термини, како во Скопје, така и во останатите градови низ нашата држава и надвор од границите на Македонија. Добро е, одлично е, барем за нас, значи се надеваме дека ќе имаме супер сезона, дека сите оние кои што нивната доверба ни ја дадат ќе бидат задоволни. Ќе видим. Ми спомням надвор од Македонија, многу ме интересира каде. Најчесто настапуваме во соседна Република Србија. Стварно? Да, најчесто таму настапуваме. Бидејќи како се случија контактите со таму? Имате ли информација како стигнале до вас? Социјалните мрежи. Да, социјалните мрежи. А и голема улога има нашето членување во културно-уметнички друштва. Конкретно ќе се надоврзам, ансамбли од Србија ни се јавуваат, поставуваат наши македонски кореографии, ни се јавуваат за соработка за концерт премиерно кога настапуваат и прикажуваат некоја кореографија македонска, ни се јавуваат за соработка, ние со задоволство прифаќаме доколку сме слободни. Нашиот круг е отворен за секаде и ни целиот свет за соработка, за се општо околу музика и така натаму. Најчесто сме Србија и време една посебна соработка имаме со Србија.
Настапуваме по другите земји. Косово е тука, да не го заборавам, Косово. Бугарија настапуваме. Црна Гора имаме Црна Гора имаме настапуваме. Што свирите таму ме интересира? Наши Или наши? Македонски песни. Стварно? Да. Они не бараат Баш поради тоа што го свирите. Да. За да не види кога би импровизирале, ние кога би свиреле српска музика или како не е тоа, значи стилот наш што ние го свириме и тие песни и ора што се како да кажам наши тие нас најмногу не одговараат, а и најмногу им одговараат на слушателите, пошто само нив можеме да ги изведеме најавтентично. Не можеме да импровизираме, мислам, можеме ние да импровизираме, не можеме. Свириш, ама нема да биде тоа. Ние нема да сме задоволни. Најнапред веројатно ќе биде повеќе технички. Да, Или вие ќе ги свирите нотите се тоа. Гледаме да го задржиме нашето македонско традиционално свирење со тоа што додаваме неколку карактеристики што е да речеме од посовременото свирење, исто се задржуваме на македонското свирење. Сепак е зурла, сепак е тапан, сепак сме македонци, сепак ова е Македонија и живееме тука, твориме и свириме и се што е македонско сакаме нели да се расчуеме низ целиот свет и сакаме да го споделиме. Да, добар начин на кој што ги спојувате правците на некој начин да кажам. Вие ја имате основата и корените нели од македонската музика, меѓутоа знаете да усогласите нешто што веднаш. Жално е на таков фолклор кој што го има нашата држава, значи на преубав македонски фолклор, жално е да не го негуваме и жално е да замре фолклорот во Македонија. Ме интересира, под исти услови ли настапувате кај нас и во другите земји? Како? Зборувам за платен ангажман. Да. Генерално да. Со тоа што си ги покриваме патните трошоци, генерално цените се тие. Цена инбокс. Некаде при крај да отсвирим уште нешто, може ли? Можем. Кога сте тука? Да пробаме. Ајде да пробаме. Сега дали ќе ја погодуваме песната или... Кого води ме интересира кога правите вакви импровизации? Најчесто зурлите водат. Зурлите водат. Збориме околу фразите, околу солоточките и почетоците на песните, кога треба заедно да влеземе, тука е наумче дава знаци. И темпото. Темпото секогаш е ритмички. Обновала ритмот е најбитен, меѓутоа кога се дешаваат вакви работи, најчесто зурлите кај нас во групата збораме. Сега секој различно се функционира. Така е. И инаку главен е наумче. Оме главен. А тој наплаке или? Не. За наплата имаме четврт човек. Добро. Сметководител. Странско лице. Добро. Дечки, многу ви благодарам за денешно гостување. На самиот крај само наоѓате ли време малку и за одмор? Во смисла, ако не е музика, што друго правите за да ве релаксира? Музика. Слушаме музика. Не свириме, кога одмараме, слушаме музика. Слушате секаква музика? Секаква. Да. Обично нели вика дека треба буквално се да слуша за да нели еден музичар точно знае што е добро, што не е добро и така натаму. Моје мислење е дека ниту еден музичар не треба да има ограничување околу тоа. И сметам дека секој еден музичар треба да се пред се да се негова својата музика, а да изучува и многу други, нели, да речем, култури и мелодии,
за да има поширок опсег на размислување и на создавање и така натаму, нели сега. Така, да си Сепак- има друга сепак позадина. Да се раѓаат нови идеи, да се употребуваат тие нови идеи, да крадеш од другата музика, например, друг стил на музика, не само традиционалната, значи кога слушаш поп-рок, кога слушаш ексио хитови, кога слушаш, како да кажем, се рок-н-рол, таму секаде има како ритам, така мелодија и можеби на некој момент, како што спомнавме на почетокот на емисијата, кога ќе останеш како во еден момент кај што создаваш твое дело, нешто во моментот нешто твое кога вметнуваш од целата програма, можеби баш од тој момент ти потреба тоа што си го слушнал, да, тоа парче од некој друг жанр. А може да ја слушате нормално музиката, во смисла како сите ние кои што не сме музичари, или ја слушаш од музички аспект? Анализираш, навлегуваш? Тешко. Секојаш од Јас музика. за себе за себе кажам, значи радио у кола пуштено и на волан тропам на мене. Да, или со уста, најчесто јас на пример имам навика со уста да се свиркам. Да се придружиш. Или како што кажа на момче, додека возам ни на волан да се тропкам или кога седам на маса се тропкам. Тоа е навика. Професионална деформација, си е професионална. Дечки, фала ви многу уште еднаш. Убав празник, убаво да се поминете за Великден и да се гледаме за убави работи. Имајте полна сезона и пак да ни дојдете. Може и тројцата. Да, може така. Ти благодариме Тино на поканата. Сакам од моје име и од име на групата Ќустек да го честитаме најголемиот великденски празник. И сакам да се заблагодарам на сите кои што нели не гледаат, кои што не поддржуваат и верувајте нема да ја Изневериме вашата доверба, да. Колега. Колега. И како за крај ќе ми дозволиш само сакам да поздравам неколку луѓе. Пред се ќе го поздравам моето семејство дома. Најбитен поздрав упатувам до моите колеги во Макпетрол и посебно еден мој драг обожавател и фан, Афродита, сакам да ја поздравам, мојата колешка од Макпетрол исто така. Добро е, ти плаќаш фактура за нив. Фала ви уште еднаш. За крај единствените Владко Стефановски и Вера од Љубојна. Уживајте, останете на Сител и се гледаме утре.